големи вистини, ова гласачко тело и овој народ неќе. Не сака големи анализи, не сака сериозно размислување. Тоа ти е разликата измеѓу луѓе на пример што слушаат Моцарт и луѓе што слушаат Десингерица. На пример ке Моцарт треба да најдеш убавината у делото, сам да ја направиш приказната од музиката. А кај Десингерица он ти кажува. Билдаше рейтинг, дека биле лоши, Се пакта сун серванда. сега се ќе бидат многу добри. И мора да се почитуваат. Ете тоа е. А премиерот рече дека морало само да се умре. Ама се изгледа и дека морали договорите да се почитуваат. Кога спомна више мечка за Бехтел и Јенка, најдовме интересен исечок од Максим Димитриевски, кој што тврди дека коридорот 8 и 10, значи она што го прави Бехтел и Јенка, е прочем отцртување на границите на голема Албанија. Па да го видиме тоа видео и да видиме, да поставиме едно прашање у јавноста, дали Максим Димитриевски побарал од владата да го раскине договорот со Бехтел и Јенка, пошто е коалиционен партнер сепак во истата. Че вие градите еден коридор кој што првенствено има затскриен политички наратив, а тоа е албанскиот наратив. Овој коридор ви повржува една траса на релација Скопје, Приштина. Се поставува прашањето дали отстартувањето на самиот коридор на картата на Илирида, Дали коридорот на Бехтел и Јенка е отцртување на картата на голема Албанија? Мечка. Очигледно не е. Или е, ама и они се у проектот. И Мицкоски и Максим. Така изгледа. Да. Ако е отцртување и спојување на албанските територии, тогаш и Мицкоски и Максим Димитриевски се во тој проект и го поддржуваат тој проект. Така изгледа. По се така изгледа. Затоа што ова се што гледаме е дека Ако по коридорот, проектот, договорот бил криминален, тогаш и Мицкоски и Максим и Гаши се криминалци. Ако се бореле за се албанската, големо албанската идеја, предходно ДУ и СДС, сега за големо албанската идеја се бори ВМРО ДПМН, Знам и Влен. Не ги промашува бројките, брат. 2 и 3, не кец. знам, или не знаеш? Така? Така е. Или Така или не е така? така или не е така што би рекол господинот Стив Јакимовски. Или пак проектот бил добар, проектот бил неопходен, проектот бил потребен и проектот е геостратешки. И не се однесува само на Македонија, туку се однесува на НАТО. И на цела Европа. Така? Така е. И сега нека одбере Мицкоски, криминален е и голем албански проектот од Бехтел и Јенка или е потребен, магичен, европски, балкански, геостратешки битен. И прекрасен, супер, да. Сега нека одбере, да, бидејќи од уеднава ситуација е криминалец и остваруваш на голема албанската идеја, а во вторава ситуација е голем натовец. Ја едно нешто не можам да разберам. Зашто ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски се користеа со овие тези? Ретинзите ги знаеа. Како? Зашто се користеа со овие тези? Зашто? Па зашто? Како ти можеш да со која теза ќе се користиш? Не, зашто например влегол у процес на напаѓање на проектот? Заради тоа што ВМРО ДПМН многу добро ја знае приказката и многу добро знае какво е гласачкото тело. Големи вистини, ова гласачко тело и овој народ неќе. Не сака големи вистини. Не сака големи анализи. Не сака сериозно размислување. Не сака визии, не сака предвидувања за иднината. Не сака планови за иднината. Овоа гласачко тело сака ефтино, лесно за конзумација, да не треба да мисли многу, сервирано и тоа е тоа, брат. Бидејќи за да анализираш ти некоја голема сериозна вистина, ти треба да имаш малку по-сериозен, умствен, интелектуален капацитет. Тоа ти е као разликата. Тоа ти е разликата измеѓу луѓе на пример што слушаат Моцарт и луѓе што слушаат Десингерица.
Значи, Моцарт да го слушаш, треба да имаш некое ниво на музичка наобразба, некој слух. Десингерица не мораш. Треба да, например, ке Моцарт треба да најдеш убавината убавината у делото. Да сам да ја направиш приказната од музиката. А кај Десингерица он ти кажува. Да. И те плюка. Да. Ете тоа е Мицко. Политика Десингерица, тоа е. Ги удира со патика Ги по утира глава. со патика и вика браво. Да, Така треба. така е. Ако те удрам попаметен ќе бидеш. Ако те удрам со патика или ако те плюкнам у фаца, утре ќе имаш 1000 денари по поевтина кошничка. Тоа е. Да, ама јас сепак мислам, Дронови се кревали и го следеле. Ете тоа сакав, тоа е. сепак мислам дека овие работи кои што ги збореше Мицкоски у изминативе 2-3 години дека ќе му сударат од глава. Односно му судираат од рейтингот, затоа што сепак има луѓе кои што го слушале, поверувале во тоа што го говори и сега денеска викаат абе ова не е тоа што го збореше пред избори. Значи тој процент можеби не е мнозинството од тие 430.000 луѓе кои што гласале за Христијан Мицкоски или 560.000 кои што гласаа за Гордана Силјановска Давкова. Но сепак има еден сериозен процент на луѓе кои што викаат абе луѓе ние за ова не гласавме. Значи ако ти викаш дека има најмалку 10 елементи кои што го прават договорот за Бехтел Јенка криминален. 10 моменти. Ти без да ги исправиш тие 10 моменти како можеш да продолжиш да го правиш договорот? Dev0 оп 3000 на стрим, оп 1000 лајка, оп донација. Фала ти Dev0. Фала ти брат. Wait a second, алал да ти е мечка. Не бе, кои се тие луѓе што викаат чекај без ова не гласав? Абе има се, знаеш дека кој себе, кој се? Секој ден ни пишуваат, ни се јавуваат. Кој се? 81-9. Не се си. Знаеш зашто? Ако он не проценил пред избори дека работите што ги ветува Мицкоски се неостварливи, ако не проценил, онда нема сега што да вика он дека е тоа не гласал за тоа. Не за тоа си гласал. Успел да те излаже со површни работи, со плитки работи. Добро, ама сме го правиле муабетот дека тие луѓе ги немале информациите кои што сме ги имале ние. Ние сме им ги приложиле. Па за кој е модус операндито на Христијан? Какви информации ти треба, не? Информации. Ти доаѓа Европска унија и ти вика слушај нема шанси да го менјаш договор, ова преговарачка рамка. Толку. Кој е појак? Европска унија и фон дер Лајен или Мицика? Фон дер Лајен вика не може да се менја преговарачка, Шолц вика не може, Стейт Департмент вика не може да се менја, Конгрес, Сенат, Бундестаг, Француско собрание вика не може да се менја и Мицко излага на телевизија и вика како не може, нема врска, може. Може бе, ја ви викам може. Ако има волја, еве ја ви викам дека може. И после тоа искаче и вика не. Ако има волја, така? Да. И овие од Европа му викаат нема волја. И ти сега ти требаат посебни информации, не требаат посебни информации, ги гледаш овие, ги слушаш овие и викаш видеото за преговарачката. Да, и викаш, добро, значи Мицко, ако вика вака овие од кои што зависи дали ќе има нова преговарачка рамка, вика нема шанси да има нова преговарачка рамка, што по дополнителни информации ти треба? Да, треба? тоа се процентот на луѓето кои што мислат дека некој у Македонија конечно ќе им рече на овие од EU fuck you. Ме разбираш? Они мислат дека може тоа да се случи. Ама тоа се кажува пред избори, fuck you. Ама се он кажува, он имаше можност да и каже. Он кажа fuck you? Не. Пред избори кажа? Знаеш што кажа? Ако немаме европска иднина, ние ќе работиме на решање на проблемите дома. Таа беше тезата. Не, тоа не. Тоа е не. Тоа е теза 89. Знаеш што? Сега таа беше пласирана. Знаеш како се кажува? Знаеш како се вика fuck you? Фон дер Лајен беше у собрание така? Да. Се вади транспарент fuck you фон дер Лајен. Па и вика fuck you. Не и вика. Па како и вика дека дошла да ги како беше да ги македонците да ги не ефтанизира, него да ги лоботомира. Не знам, некој збор глуп имаше, она не е битно. Ложанко, како тоа се кажува ние во Европа нема што да бараме. Fuck you EU. Така се прави. Пред избори. И да знае народ. А не тези кои што се џамборавица, што би рекли кавадарци, такви глупи тези. Како џамборавица? Џамборавица вика така.
такви тези ти да вадиш за после избори кога знаеш дека, мислам ти претходно знаеш дека кога дојдеш на власт не можеш да ги оствариш тие тези. Ама ги кажуваш такви глупави измешани, доаѓаш на власт и после викаш не реков ја така. После си ги толкуваш сам тезите. Јонче Целески се пронајде у муаветот и вика гласачкото тело СДСМ шарени и реформатори од ВМРО не ги гибате, само 500.000 гласачи на Мицика не ви чинат. Само да ти одговорам. Реформаторите на ВМРО ДПМН сега се на власт у ВМРО ДПМН и у македонски концепт постанати коалициони партнери. Сега, Едно. ако не примети Јонче Целевски, сега ги гибав СДС и нивните гласачи. И нивното партиско тело. Партиска структура. Сега пред малце ги гибав, кој им реков дека у моментов се они ВМРО ДПМН у 2017. Уште се расправаат за кој ќе бидат на некаква функција, иако во моментот функцијата у партија е скроз небитна, се расправаат додека овој ги гази. И им вика ке ве апсам. Е тоа. И на крај крајава, што имам да ги зборам тие гласачи, овие гласачи што се 460.000, тие гласачи верувале и донеле на власт некој што лаже. Ете, и зашо да ги зборам овие кога... А сме ги збореле многу пати, например, ќе подсетам дека ние се смеевме со тие луѓе кога веруваат дека ако гласаат за промена на името, ќе имаат бесплатно здравство во Европска унија. Тоа е прво. Ние се смеевме со тие луѓе кога протестираа за шарена револуција и ги фарбаа спомениците, им вектуваа дека ќе дошла правда у државата. Сме се смееле. Проблемот на луѓето, ја не знам, сега Мечка вика дека тезата на Мечка е дека станува збор за капацитет, а јас сметам дека станува збор за нешто подлабоко кое што е во форма на желба и надеж дека нешто може да се смени во држава. А никако не се мени. Не, жити Абе се. има дел кои што немаат капацитет. Тие што има дел кои што имаат интерес. Делот кој што мисли дека има надеж е овој другар. Ја ги поништив двете ливчиња. Заради тоа што знае дека едните и другите за кого и да гласа исто срање. Тоа е човек што има надеж дека нешто ќе се смени. Знае дека прво треба да рикнат големиве партии за да се менја нешто. И ти си ги поништил, ете. Саше, фала ти, поздрав за моето Десингерица, 100% така, фала ти на донација. Бобче, фала ти на тебе на донацијата, фала што го финансирате информација.